Стадион. Емисија за вашата вистина. Крија Паланка од ден на ден прераснува во дестинација, а тоа се види со последните случувања со COVID-19, дека изобилството на убавини кои што ги поседува, чистата и незагадена животна средина, природните реткости и убавини кои што ги нуди осоговијето, калин камен, сето она што го нудиме како традиционална храна и вкусови, угостителските објекти и сите оние потенцијали кои што се недоволно откриени во моментот, да кажеш дека за време стануваат се повеќе и повеќе. За време на короната луѓето карантинот си го тераа во Паланка широко, изнајмуваа вили. Беше па тоа... не то конкретно вили, но беа во тие излетнички места кои што од ден на ден стануваат се поинтересни и се попосетени. Имено, ќе земаме еден пример, во Трново имаме еден локалитет кој што го промовираме како таков, на Booking многу тешко може да се најде место за сместување. Покрај тоа што се нуди добра храна, се нуди и сместување. Ова ви изненадува туризмот како насока развојна или од порано сте го виделе дека може не како потенцијал? Не, тоа е можеби и најголемиот и единствениот потенцијал на Крија Паланка. Со она што го правиме, што го правиме, па има, но не во толкав обем за да може да носи некакви позначени економски бенефити за општината. Затоа што она што е пред се мало стопанство, дали се тоа сточарски фарми, земјоделски површини кои што се одгледуваат, но она што го правиме во последно време со промоцијата на Калин камен заедно со североисточниот и источниот плански регион и со она мастер студија која што треба да биде готова, односно е отпочната со работа, ќе се надеваме дека Крија Паланка во текот на следниот период ќе прерасне во еден од позначајните туристички центри на Балканот, не само во Македонија. Семиски, вие сте интересен пример. Невладин сектор цело време. Ако сте невладин сектор, не треба да бидете член на партија, а вие сте биле и советник. Како рака под рака може да одат невладиниот сектор и партијата? Вака, искуството кое што го стекнав со работа во невладиниот сектор, кое што е ни помалку ни повеќе, туку некој 16-17 години, може би 1/3 од мојот живот, е од непроценливо значење и искуство во она што го работиме денес. Да се членува во невладин сектор е и во исто време да се биде советник е само бенефит плюс затоа што со сите идеи кои што ги гледате како обичен граѓанин, ги наметнувате како ставови за реализација во локалната самоуправа од аспект кога бев советник. Во денешно време, сите оние линкови кои што ги имав со невладиниот сектор во изминатиот период, со меѓународните представништва, со донаторски организации од странство, дадоа резултат на локално ниво. Имено тој спој на искуство и контакти од порано влева резултат кој што е видлив во Крија Паланка. Јас можам да набројам 10 или 15 амбасади со кои што имаме актуелно или активни проекти. Можам да се пофалам дека Крија Паланка е можеби единствената општина во Република Северна Македонија која што имплементира во моментот проекти од 3 програми од ИПА прекугранични, тоа со Бугарија, Србија и Косово. И сето тоа искуство или чувство за потребата на локалната заедница дава резултати. Така да сметам дека никој од граѓаните на Крија Паланка нема забелешка на тоа што претходно сум бил представник во Сдружение на граѓани кое што действуваше во соседна општина, во Кратово, не действуваше во Крија Паланка и тука не го гледам ниту судирот интереси, туку сметам дека тоа е само предност и бенефит во конкретна ситуација. Одма има прашање, еве од слушатели, вели, прашајте го градоначалникот зошто уште доцни проектот за плоштадот во Паланка? Проектот за плоштадот не доцни, затоа што ако се сеќаваат слушателите или гледачите на вашата емисија, истиот започна минатата година во јули или почетокот на август. Значи до сега имаме конкретно година. Во таа година, кога се отпочнаа сите градежни активности, излезе дека поземните инсталации кои што поврзуваа хотел, стамбени објекти или други објекти кои што се во непосредна близина на плоштадот се врзани на несоодветна инсталација и тоа пред се фекална канализација, која што воедно представуваше и проблем
за реализација на самиот проект. Затоа целокупната подземна инсталација и изместувањето на 10 киловолтниот кабел кој што поминува и сите оние телекомуникацијски линкови до Македонски телеком кои што имаат исто канцеларија на самиот градски площад, одеа на таа површина. Затоа требаше да се направи дополнително комплетирање на таа документација до обезбедување на средства кои што пред неполни 2 недели стаса во висина од 6 милиони и наше учество од плюс 2 милиони, со што ќе ги затвориме сите трошоци и тоа ќе биде градба со која што сите ние ќе се гордееме. Проектот недосни и треба истиот да биде до крајот на август оваа година готов. Значи за неполна година се гради капитален проект од 48 милиони денари, што сметам дека воопшто не е долг период, а дека тоа имаше своевремено поместување на некакви рокови, но тоа беше се од оправдани причини да биде завршено квалитетно како градба, за да утре немаме поплави на самиот площад, сообраќајници кои што нема да бидат во функција или парк кој што нема да биде во функција на граѓаните. Ке остане запаметен ваш мандат. Градоначалникот го прекопал центарот на градот за да најде злато. Паланчини озборуваат, Мицевски демантира. Најдовте ли злато таму? Да најде злато немаше да бидам тука и денес да се борам се уште за проблемите на граѓаните. Да, тоа беше една од шпекулациите со кои што секојдневно се соочуваме. Од друга страна, ако знаат постарите или повозрастните граѓани на Кривја Паланка дека тој киевски зид кај што го правевме сега амфитеатарот е граден 60-тите години од претходниот век, тука немало злато или немало кој да се окрије злато. Златото затирало многу порано, така да тоа е чиста шпекулација и не би ја коментирал понатаму затоа што реално такво нешто не се случило. Зошто толков интерес? 7 кандидати за градоначалници од СДСМ за Кривја Паланка. Валандова еден кандидат, лесно му беше на Заев да го објави Перо Костадинов. Кај вас многу меракли за градоначалници. Спроведено или е СМС гласањето или тоа допровера? Внатре партиското да, со јавноста се уште не. Јас ќе кажам, на маката се познаваат јунаците. Кога 2017 требаше да се преземе празната општинска каса, заложеното јавно комунално предпријатие, да се соочиме со други започнати или блокирани постапки, или да се соочите со она што беше политика на централно ниво, а знаеме што се случуваше во тој период 2016-17, навистина беше предизвик да се нафатите и да ја водите општината. Денес од аспект кога општината е финансиски стабилизирана, кога имаме безброј проекти кои што се реализираат и тоа крупни проекти од инвестициски карактер, инфраструктурен, но и во други сегменти, навистина станува примамливо да се биде прв човек на општината. Мене ми е драго затоа што тоа го направивме за овие 3,5 години од овој мандат и сега значи општината не само што може да се пофали со многу проекти, имаме визија како тоа да го работиме. Живееме во демократско општество и сечие право е да може да биде биран или да биде избран, така да во секој случај конкуренцијата води кон напредок. Од другата страна има толку мерак или? Па мислам дека се исплашени малку од поразот кој што беше со 3000 гласа разлика во 2017 и сега калкулираат со самиот кандидат затоа што знаат дека со сигурност во Кривја Паланка ќе се соочат со пораз. Лесно е да бидеш од Паланка. Шом го имаш Јупчо Николовски, пали гаси во СДСМ и во државата. Во администрација многу од Паланка во работели поради тоа што дебели врски покрај Николовски стимар. Поготово во Министерството за земјоделие. Амбасада на Паланка го викаат. Не би рекол дека е така. Тоа е нормална и природна појава затоа што квалитетот секогаш треба да биде на површина. Имено ако во изминатиот период од постоењето, односно од независноста на Македонија до пред 3-4 години, ние често знаевме да се нашегуваме, од Кривја Паланка немаме ниту хигиеничар, ниту портир во некоја институција. Кривја Паланка, како што реков, давала и дава квалитетни кадри. Она што го прави Љупчо Николовски во моментот е само еден природен процес во кој што сите квалитетни кадри доаѓаат на позиции и влегуваат во институции кои што даваат резултати. Да, предност е да се има некој на таа позиција, затоа што Кривја Паланка во досегашната историја имала на неколку клучни позиции во централната власт, но за жал никој од тие не пружил доволно за својот град, за својата локална заедница. Слободно можам да кажам дека Љупчо Николовски е само еден
добар патриот кој што покрај тоа што мисли за државата, мисли за своето населено место, за своите сограѓани и е секогаш на помош. Не само за вработување, дали е тоа независно за пристап во било која институција, не да може во некакви здравствени неприлики со институциите или буквално се помогне за се што треба, дали од административен или било каков друг карактер. За кои средства зборуваме? За оние за кои што беше заглавена изведбата на општинската киносала, за која што беше моравме да земеме позајмица и да го вратиме долгот за да го завршиме како проект. За тој проект зборуваа дека беше од нивната ИПА програма, за кој што јас го разложив, и до онаа пешачко-рекреативна патека Стара Вада, за кој што исто така морав да обезбедам средства да го завршиме како активност кој што беше заглавен. Мислам дека господин Спасовски нема познавање за многу работи. Подно за тоа што зборува за некако шверц на тутун. Тоа е работа на царината. Значи ние како локална самоуправа немаме допирни точки, а вице-премиерот за борба против корупцијата, кој што исто така открива Паланка, е во тој ресор и тој може би многу посоодветен да даде одговор на ова прашање. По однос на тоа што бев прозван за отстранувањето на сонцето на Вергина. Не, тоа сонце на Вергина не е отстрането, но ние имаме валидна одлука на влада со која што сите јавни локации на кои што постои такво одбележје согласно од Преспанскиот договор мораме да ги отстраниме. И ние сакале или не сакале за да ги градиме тие добрососедски односи кои што ни беа до максимум нарушени претходно со Грција, сега Грција е еден од нашите најголеми поддржувачи дали за членството во Европска унија или во сите други процеси. Ние мораме да ги градиме тие пријателски односи. Да, бевме испокарани порано и со албанците, и со грците, и не живееме ниту со србите, ама видовме дека во овие 4 години мораме да живееме заедно на овие простори и да ги поседуваме тие делови, како тие што се залагаат во нивната програма Македонија до Солун или Пиринска Македонија, ќе бидеме сиромашни во душа. Дали сваѓате дека на овие простори треба да градиме соживот, пријателство и мостови на соработка? И еве да ги имаме тие делови во Егеска, во Пиринска Македонија. Ние сме тие луѓе, мораме да живееме на овие простори. Една Швајцарија која што е 12 месеци под снег и под карпи, има бренд во часовната индустрија, има бренд во банкарството, во производството на чоколади. Да. Па зарем ние треба да се срамиме од тоа што тука градиме мултиетничко општество? Не, тоа е предноста на државата и ние мораме да научиме да живееме заедно, затоа што една Швајцарија која што е под карпи и под снег има неколку бренда веќе ве набројав, а ние ги имаме сите ресурси на овој свет, од вода, планини, храна и се, ама не знаеме да ги искористиме, се занимаваме со националистички политики. Таа националистичка реторика ќе не доведе до повторна војна на Балканот, што ме плаши многу и еднаш треба да ставиме точка на тоа. Да, треба да ги почитуваме соседите, но треба да ги почитуваме и оние со кои што живееме од различните етнички заедници. По однос на што кратко само да ви одговарате за да мора да завршуваме, долг 2 милиони евра кажа. Не е точно како 2 милиони евра, за каков долг од 2 милиони евра зборуваме. Значи, општината е сосема ликвидна, ги покрива сите трошоци за сите проекти, затоа што ние во сите проекти имаме сопствено учество, ако не повеќе, барем ДДВ-то мораме да си оплатиме кон државата, ама за разлика од нив, во фирмата во која што тој работи, јавното комунално претпријатие Комуналес, од која што си го вади парчето леп, нека каже колку беше долгот на Комуналес во моментот кога стапив на функција, колку е сега, колку се плаќаше тогаш за репрезентација и за бензин, колку се плаќа сега и евентуално по однос на тоа каков е возниот парк сега. Само за 2,5 години во јавното комунално претпријатие имаме 10 возила, од кои што 7 нови, 3 половни, ама потрошувачката на бензин е иста за разлика од порано. Ако порано се даваше милион денари за репрезентација, сега имаме можеби по 100-200 на годишно ниво. И за каква ликвидност зборуваме или за задолженост и на општината и на јавното комунално претпријатие. И уште една работа ме просва да каже еден проект. По тој исти градски парк и плошад по кој што поминува секој ден. Кога почнавме со работа на почетокот на мојот мандат 2018, го направивме проектот таков како што планиравме да биде, го почнавме со реализација и веќе биде готов. 48 милиони денари. Не се крие сумата. Кратко само катни гаражи, затворен пазар, базен. Да. Значи паркинг просторот е еден од болните теми во Крива Паланка, затоа што имаме премногу возила. Можеби сме по споредба
втора дупница во Република Бугарија, затоа што имаме неколку увозници на моторни возила и се продаваат од Крива Паланка. Тоа е бенефит и на економијата и на градот. Од една страна, но и сите домаќинства веќе имаат моторни возила кои што ги остават или паркираат по главните или споредните градски улици. Да, во план сме имав такво нешто во мојата програма и тоа беше план во овој градски парк и плоштад кој што сега се гради со тие подземни гаражи, но експертите одлучија дека таму може да се појават подземни води затоа што е тоа поднивото на Крива река и може да бидат поплавени. Прибегнавме сега, имаме нов проект кој што е готов за паркинг простори, смарт парк под стамбените во населба Единство до зелениот градски пазар. Да завршуваме. За тоа што реков дека тоа е едниот само од проектите, ќе кажам дека имаме над 2 милиони евра во регионална инфраструктура, над можеби 200-300 милиони денари само во локална инфраструктура, над 20 на улици асфалтирани. Во моментот се градат или се изградени 4 канализациони системи, се градат безброј улици, имаме над 10 спортски игралишта. Ако не ги видел, нека замина градскиот стадион, нека види таа инфраструктура која што се гради. Имаме средства кои што се за распишан тендер од Агенцијата за млади и спорт за реновирање на тој објект. Ја повеќе би прашал што со карабината која што е изградена пред 15 години, за која што немаме никаква документација како спортска сала во негово време од неговата власт, ама не ја спомнува и треба да одговориме како тоа, тогаш законите не важат за никога, а сега важат за сите. Плоштадот колку ќе чини и дали според првичниот проект ќе биде, кратко да кажете? Тоа што е направено е се според проектот, кој што, како што реков, мораше да претрпи измени и дополнување во делот на поземната инфраструктура, 48 милиони денари. Ремек дело со која што Крива Паланка и јас лично се гордам затоа што плоштад и парк се прават еднаш во 100 години, можеби и повеќе, а мене ми е чест задоволство што го почнав на почетокот на мандатот, ќе го завршам пред крајот на овој прв мандат и ќе биде ремек дело со која што ќе се гордеат сите кривопаланчани. Дали имате стан во Скопје? Нека докажат, нека и најдат документи. Јас постојано живеам под тие спекулации дека имам стан во Скопје, ама за жал секогаш кога одам во Скопје, истиот ден или се враќам назад или преноќувам кај мои роднини и пријатели. Ако имав стан, ќе го користев истиот. Нека кажам на која адреса е, ќе појдеме заедно, ќе се сликаме, а клучот во истиот момент ќе го поклонам на тие кои што ќе ја најдат точната адреса на која што се наоѓа мојот стан, без никаков надомест и барања побарување од моја страна. Имате уште нешто да кажете? Завршуваме. Па вака, ја променивме генералната слика на Крива Паланка во овие 3,5 години. Покажавме и докажавме дека со истите средства со кои што располагаше и претходната гарнитура, може да се направи и многу повеќе, не само за урбаниот, туку и за руралните средини. Имено во тие рурални средини се појави механизација и асфалтираше патишта или рехабилитираше после 30, 40, 50 години. Имаме или сме бренд во моментот затоа што спроведуваме децентрализација на социјалните услуги и сме прва од општините кои што со грант од 10 односно 11 милиони денари имаме лиценцирани негователи за стари лица во домашни услови, ги менуваме условите во градинките, ги менуваме или инвестираме во училиштата, инвестираме во обновливите извори на енергија, во фотоволтаици, еве работиме на промена на уличното осветлување, кое што е целосно и ќе носи заштита до 84%, градиме многу улици, водоводи, канализации, патишта во руралните средини, градиме спортски објекти, кои што можам да ги набројам десетина, барем во моментот на кој што можам да се сетам, се на се генералниот лик и личната карта на Крива Паланка во овие 3,5 години се смени драстично и ќе продолжиме со истото темпо и во следниот период. Стадион. Емисија за вашата вистина.